Слава на нашиот Господ Исус Христос. Оваа недела црквата ни нуди Евангелие во кое Исус е повторно во движење оди на средба во пресред на луѓето кои што имаат најразлични потреби. Исус е во секојдневието на човекот и не е некој далечен Бог, туку близок. Евангелието како да сака да ни каже дека е и со нас во нашето секојдневие и со нашите проблеми. Во ова Евангелие Исус не соочува со две работи со кои човекот е најмногу вознемируван: стравот од болест и стравот од смрт. Колку ли свално сме вознемирени и исплашени кога се соочуваме со некоја болест, и колку е посериозно, толку стравот е и поголем. Започнуваме на големо да размислуваме за животот, па и за работи кои се однесуваат на вечноста, за живот после смртта. И втората работа е смртта. Смртта која е најголемиот противник на човекот и која Исус ја победи со неговото славно воскресение. А со ова Евангелие сака да ни покаже кој е господар на животот и на смртта. Најпрво слушнавме како Исус е пресретнат од Јаир, началник на синагогата, кој има една единствена ќерка, 12 годишна, и животот само што започнува кај тоа дете, а веќе е на умирање. Страшна трагедија за еден родител кој се обидува да направи се што е во негова можност. И воопшто не му било грижа кој што ќе каже за него, доаѓа се поклонува и го моли Господ да појде во неговиот дом. А Исус не бил многу омилен кај фарисеите, ниту пак кај книжниците и првосвештениците. И затоа Јаир можел дури да ја изгуби својата служба. Но неговата единствена грижа во тој момент била Исус да дојде во неговиот дом и да ја излекува неговата ќерка. Исус се упатува кон неговиот дом, но попат сретнува една жена која 12 години се бори со нејзината болест, односно имала крвотечение. Се обидела со многу лекари, целото богатство го потрошила за да дојде до лек и не можела да најде. А сега кога го гледа Исус во нејзината близина, не сака да ја испушти шансата и со нејзината вера сака да се допре барем до облеката негова и е сигурно дека ќе оздрави. Тоа и се случува. Слушнавме како Исус, откако ќе ја помогне на жената, ќе ја каже: "Ќерко, твојата вера те спаси." Таа бараше здравје, а Исус и дава повеќе — спасение. А замислете си во каква непријатна ситуација во тој момент Јаир. Неговата ќерка е на умирање, а Исус застанува со некоја жена и разговара со неја. Јаир не е нетрпелив, не му вели на Господ: "Ајде побрзе, остави ја." Исус има време и за жената, има време и за детето, има време и за нас. Јаир го бара истото. Здравје за неговата ќерка. Исус му вели: "Верувај, ќе биде спасена." Исус не покажува дека и ние кога ќе го молиме за нешто, тој ни дава повеќе од она за што го молиме. Ако забележавте, тука во овие неколку реда од Евангелието е и сршта за која што треба да молиме, а тоа е спасението, да не поведе во неговото царство. Но како можеме ние да дојдеме до Исус за да ни помогне за нашите потреби? Со упорност, со храброст, како што тоа биле и Јаир и жената. Жената се допира до Исус, Јаир го повикува во неговиот дом. Ова е повик денес до нас и ние да се допреме до Исус. Но како можеме да се допреме? Секако, преку исповед, преку молитва, можеме да се допреме до Исус преку делата на милосрдие, преку светата Евхаристија. Сето тоа се допири кои Исус ни ги даде и со кој реално и близко до нас. И дали ние така упорно како жената го бараме Исус за да се допреме до него? И втората работа е дали го поканивме Исус во нашите домови и семејства, во нашите животи. Целото тоа мртвило, сите тие безнадежни ситуации кои ги имаме во нашите животи, Исус може да ги оживее, да ги воскресне, да овозможи нов почеток и нов живот. Но прашањето е дали сакаме да го поканиме во нашите животи. Преку ова Евангелие Исус сака да не фати нас за рака и да ни каже: "Стани од мртвилото на твојата вера и следи ме."